На последната пресконференција, кога на дневен ред на градоначалникот беше отчетот за сработеното во текот на мандатот, новинарот и уредник Ајтовски уште еднаш побара објаснување според кои критериуми ТВ Кочани има договор со општината. Одговорот на градоначалникот беше дека изборот на медиумот се врши на тендер, транспарентно и објективно. Иако истото е безпредметно, бидејќи телевизијата во која тој е вработен своевремено, колку за инает, нудеше бесплатен пренос од седниците. Ваквото прашање поставено на пресконференција не би било необично доколку го постави некој што не ги знае состојбите со медиумите во Кочани. Новинарот и уредник добро знае со каква опрема и кадар располага телевизијата во која тој е вработен, а со каква ТВ Кочани. Почнувајќи од професионалните камери, миксети, микрофони, осветлување, дронови и пред се новинарскиот кадар, каде првата приватна телевизија од Штип до границата со Бугарија е неспоредливо подобра. Затоа зборува гледаноста на ТВ Кочани, која според објективни истражувања и мерења е далеку поголема, што е резултат на објективното информирање. Впрочем, јавноста отворено се прашува зошто Канал 8 не го кани градоначалникот на емисија и зошто е смислено ескивира се што е позитивно. Друга работа е што поголем дел од опремата, телевизијата во која тој работи воопшто ја нема и како последица на тоа е неконкурентна на тендерите. Кога веќе прашува за критериуми, уредникот треба да одговори според кои критериуми претходниот градоначалник во времето на СДСМ ја вработи неговата сопруга при толку искусни и квалитетни новинари во градот, или зошто и сегашниот градоначалник, на кој се обидува да му прилепи политички критериуми, од кога дојде на власт досега не ја смени, или добра му е годишната плата која ја донесува дома, што е двојно поголема од таа што ја добива ТВ Кочани со годишниот договор. Баш како хонорарите од разни проекти сработени во работно време и снимањето со камери за нему познати потреби. Ајтовски беше директор, новинар и уредник во поранешната ТВК, кога можеше да го праша тогашниот градоначалник според кои критериуми во еден момент во локалната самоуправа во пакет се вработуваше по партиска основа. Но тогаш не прашуваше бидејќи како директор шеташе со државниот политички врв по Брисел и други метрополи низ Европа. Прашањето е според кои критериуми само и токму тој. Конечно, зошто последниот директор на РТК никогаш не кажа како и зошто гасна тогаш единствениот медиум во општината, оставајќи зад себе долгови прво кон вработените, а потоа и кон СМ, КЈП и десетици други локални фирми. Зошто градот од 2006 до 2008 година го остави без телевизија. Но штета е што откако овој новинарски кадар седна на чело на телевизијата со која градот ќе се гордееше, таа бележи стагнација во секој поглед.